Тезата на Дуј за етничка поларизација кога не се на власт е погрешна, дециден е премиерот Мицкоски. Тој вели дека кога било на власт, Дуј било синоним за криминал и корупција, тоа се уште е непроменето и граѓаните ќе ги казнат на избори. Ги обвини дека кога биле на власт, заедно со СРСМ, цели 3 години не финансирале ниту еден проект на градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Тој ги отфрли обвинувањата за етничка нееднаквост и вели дека бројките ги демантираат таквите тврдења. Ги посочи општините со кои раководат градоначалниците од ДУИ, кои добиле енормни финансиски средства за инфраструктурни проекти преку двата јавни побици. Општина Кичево добила над 6 милиони евра за 16 проекти, општина Сарај за 5 проекти била помогната со 5,2 милиони евра, додека Струга инкасирала 7 милиони евра за одобрени проекти преку двата побици. Оние криминални дејанија и коруптивни дејанија во смисла на стекнување на голобради момчиња со трговски центри, со Мајбах скапи автомобили, со дуќани во центарот на Скопје кои што вредат милиони, а се продавани за 10.000 евра, или пак хотели на ски центри ширум Македонија. Уште многу примери можам да редам. Ќе биде заборавено и сега гласачите ќе кажат да, овие кои што не крадеа, овие кои што беа полни со криминал, сега се обидуваат со некоја национал-романтична идеја, повторно да ја добијат нашата, би рекол, симпатија. Мислам дека грешат. Главниот град беше запоставен во изминатите 4 години, потврди учесниците на сајмот за отчет на градоначалниците од ВМРО ДПМНЕ. Според Мицкоски, но и кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски, во фокусот на идната локална власт треба да биде справувањето со нечистотијата и сметот, побрз и навремен јавен превоз, подобрување на финансиската состојба и натрупаните долгови во јавните претпријатија, справување со нивната превработеност, како и раззеленување на Скопје, особено во централното градско јадро. Дел за депониите кои што ќе бидат сериозен фокус наш, инвестиции и субвенции за поправање на состојбата со амбиенталниот воздух, секако дека тука сериозен фокус ќе има третирањето на комуналната хигиена, реорганизација целосна на комуналната хигиена и од аспект на механизација, но и од аспект на кадров потенцијал, затоа што во моментов имаме една слика која што е непријатна за сите скопјани, односно имаме целосна дисфункционалност од тој аспект. Кога велам да се среди тој дел на Скопје, мислам пред се на тоа да се разелени, оплемени со цвеќиња, да се обноват клупите, тие кои што се искршени да се санираат, да се средат, осветлувањето е катастрофално, да се решат сите оние светилки и канделабри кои што не работат, канта за отпадоци, да имаме, би рекол, на 10-15 метра. Синергијата и координираноста на градоначалниците меѓу себе, но и со централната власт е клучна за градење подобри општини за граѓаните. Вице-премиерот Николовски ги потенцираше законските измени со кои се овозможи олеснување на процедурите за градење на училишта, градинки, болници. Јас сум горд што во овие година и 2 месеци успеавме да направиме неколку законски промени кои што сериозно помогнаа на општините, пред се во делот на изградба на училишта, градинки, амбуланти и болници, каде што далеку се поедностави процедурата, доколку се работи за инвестиции кои што се од општините или од државата и доколку овие се во 100% општински или државна собственост. И исто така доста помогнавме на општините во дел на уредување на одредени состојби кои што не беа уредени во минатото и секако во следниот период останува да соработуваме помеѓу нас. На општините им се овозможи да добијат средства за да можат да ги реализираат проектите кои што во овие 2 дена ги напоменаа. Проектите кои што се многу значајни, бидејќи се однесуваат и на патната инфраструктура во самите општини, меѓутоа и на основните услови за живот. Донесовме нови водоводи, нови резервари, фекална атмосферска канализација, донесовме нови училишта, нови градинки и се она кое што е суштински потребно за граѓаните. На сајмот се дискутираше и за инфраструктурните проекти во општините, финансирањето на локалната самоуправа, меѓународната соработка за поголем развој, како и комуникацијата со централната власт. Од ВМРО ДПМНЕ најавија дека ќе ги комплетираат листите за кандидати за градоначалници и општински советници до крајот на месецов.